Добро, денешниот текст остана непрочитан, меѓутоа ние ќе го читаме во текот на разгледувањето на овие текстови, стихови што ги имаме, а инаку темата ќе биде околу благодата, смирението и радост, зашто благодата води кон смирение, а смирението носи радост. И затоа се во право пуританите, кога настапуваат со девизата дека смирениот човек е радосен човек и затоа смирението е украсот на побожниот човек, на светијата, додека гордоста е терор или ужас на безбожникот. Иако ние на горделивите луѓе гледаме како на некои кои се доволни, самодоволни, радосни, срекни, сепак вистината е дека гордоста, горделивоста носи измачување, мизерија, носи терор во животот. И тој текст ги објаснува тие работи. И навистина, најголемиот украс што може да го има не само жената, ние обично за жените говориме, зашто за нив е дадена заповедта од Петар за смиреност и покорност, меѓутоа вистината дека смирението е украс за секој светија, само прашањето колку нели го имаме тој украс. Во овој текст, значи, завршува онаа случка меѓу Никодим и Христос и коментарот кој Јован, апостолот Јован, го дава за тој разговор и реакцијата што Никодим ја покажува кон Христовите зборови. И не префрлува кон Јован Крстител. Во тој контекст на разговорот го вклучува Јован Крстител еден друг разговор меѓу Јован Крстител и неговите ученици. И во тој разговор, во таа трета глава, која е многу важна, нели некој велат дека е најважна глава во целата Библија, во неа е целото Евангелие вклучено, и не случајно Јован решил во тој контекст, во таа глава каде што постојано како рефрен се повторува фразата «А кој верува во Синот има вечен живот». Тоа нели се повторува постојано и така и завршува оваа глава. Во рамките на тие познати стихови, како и например 3:16, нели Бог толку го возлюби светот што го даде својот единроден син, во таа колекција на познати библиски стихови во оваа глава е и стихот зашто тој треба или мора да расте, а јас да се смалувам. Еден епски стих. Јас би сакал да видим во кој контекст кажам тој стих, зашто Јован Крстител е пример за вистинско смирение и ни дава рецепт за како да се достигне вистинската радост. Благодатта води кон смирение, смирението во радост, зашто во благодатта има вечен живот. Благодатта е благодат за вечен живот. А како контраст во тој последен стих на оваа глава, нели каде што вели оној кој ќе поверува во Синот има вечен живот, а оние пак другите кои што го отфрлаат Синот, гневот Божи виси над нив. И така ни се представени два живота. Живот на благодат, живот на смирение и радост поради вечниот живот и живот на горделивост, мизерија и осуда, живот под Божиот гнев. Тие се двата контрасти кои можеме да ги видиме овдека. Два модела на живот. И пред да поминеме на разгледување на стиховите или контекстите, нели, во кои се дадени овие зборови, сакам да видиме таа историска ситуација, животна ситуација. Чи Јован не враќа кон Јован Крстител и ова е последното појавување на Јован Крстител во книгата во ова Евангелие според Јован. Понатаму веќе нема да го гледаме. Исто така треба да имаме во предвид дека тој разговор на Јован и учениците е даден пак во контекстот на претходниот разговор меѓу Христос и Никодим и коментарот што Јован го дава од 16 до 22 стих на 3 глава.
И убаво е да се подсетиме на Јован Крстител, кој е тој. Сите евангелисти, сите евангелија се согласни дека Јован Крстител има многу, во времето кога Христос се појавува, има многу развиена служба. Феномен е Јован Крстител во тоа време. Феномен е во Библијата. Јован Крстител се јавува како пророк после 400 години пророчки молк. Нема пророци. Молчи небото. Се појавува Јован Крстител со таа невообичаена своја надворешност и почнува да привлекува многу луѓе. Од секаде луѓе доаѓаат да го слушат неговото слово и да се и крштевањето, нели, да биде извршено врз нив крштевањето од Јован Крстител. И почнуваат да прават асоцијации, некои велат, ова е Илија. Илија дојде повторно. Не треба да забораваме дека Илија во умот на јудеинот е најголемиот пророк во Стариот Завет. Може би во нашиот ум не е таков, меѓутоа за јудеинот најголемиот пророк е Илија во Стариот Завет. Затоа кога говори Христос, говори за Илија, нели, и за и Мојсей. Илија како представник на пророците и Мојсей како законодавачот. Други пак велат, не, тоа оно што го чекавме одамна, за кого пише Стариот, тоа е Месијата. Го споредуваат со Месијата. Затоа кога доаѓаат јудејците, фарисеите на реката Јордан да го испитат служењето на Јован Крстител, тој веднаш уште пред да отворат уста и вели, не, јас не сум Месијата. Како и да е популарна служба, развиена, служба која оди нагоре, подам. Доаѓале цареви да го слушат, не само обични луѓе, цареви. Например, Марко пишува во неговото Евангелие 6:20, Ирод вели се плашеше од Јован, знаејќи дека тој човек е праведен и свет и го пазеше. Поставуваше таму војници да го чуваат Јован Крстител, некој да не му направи нешто. Му обезбедуваше стража. И многу беше збунет, продолжува Марко, додека го слушаше, Ирод го слушаше Јован, ама, вели, со задоволство го слушаше. Меѓу луѓето кои што доаѓаа, еден од оние на кои што Јован Крстител беше љубимец беше Ирод, царот Ирод. Доаѓаше со задоволство да го слуша Јован Крстител. Нема да наблегуваме она што се случи понатаму. Иродијада, жената на Ирод, позавиде на тоа дека Јован е попопуларен во очите на Јован Крстител, на Ирод од нејзе и така направи, нели, еден скандал, како е. И ако во историјата на црквата, во историјата на црквата имало многу говорници кои протоколарно биле слушани од цареви. Например, во древноста, таму каде што биле царските дворци, таму имало и патриарши, и царот по протокол одел во катедралата, во црквата, каде што патриархот во тој град проповеда и таму си имал специјално столче царот. Така било и потоа и во англиканската црква, по дефолт, кралот се оди таму да го слуша англиканскиот архиепископ. Меѓутоа има еден проповедник за кого легендите велат дека оделе тајно да го слушаат цареви. И се говори дека кралицата Викторија тајно, маскирана, одела во табернакул да го слуша Спрџан како проповеда. Така да Спрџан бил популарен како Јован Крстител и цареви доаѓале. А пак се знае дека премиерот во тоа време, Гладстон, мислам беше, одел да го посетува, тоест да ги слуша неговите проповеди. Но да се вратиме на Јован Крстител. Популарен, многу популарен служител, чишто служба, одела нагоре, во прогрес, во подем. И наеднаш една нова звезда изгрева. Служба, еден нов служител, чишто служба целосно се поклопува со службата на Јован Крстител. Проповедта е
истата, дури крштава, како што крштава Јован Крстител. Се поклопуваат тие две служби. Ајде ги прочитаме, бидејќи не го читавме текстот, овие 3 стиха. Потоа дојде Исус со учениците своји во земјата јудејска и таму живееше со нив и крштаваше. А Јован крштаваше, сега малку понатаму ќе видиме во 3 глава на почетокот, Исус не крштавал, неговите ученици, Јован коригира таму, но тој самиот не крштаваше, туку учениците крштава, и кога ќе отидеме таму во 3 глава, ќе објасниме повеќе што значи тоа. А пак Јован Крстител крштаваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода. Му требало вода на Јован Крстител. Сигурно не да ги попрскува, туку да ги потопува. Требало да биде доволно длабоко. Да, крштевањето на Јован Крстител е по модел на прозелитското крштевање на јудеите во тоа време, кои ги потопувале. Оние кои сакале да го примат јудеизмот. И доаѓа и се крштава, зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Христос, значи, е се оште во Јудеја. Во претходните сцени го гледаме во Ерусалим, кој исчисти храмот. Јован заклучува на крајот на 2 глава дека многу знаци изврши. Многу луѓе поверуваа во него. Продолжува да служи во Ерусалим и во еден момент решава да го шири служењето во Јудеја, од Ерусалим из Јудеја, со учениците. Не знаеме кај точно е лоциран, знаеме Јован Крстител кај е лоциран, не знаеме кај крштевале учениците на Христос, може би нив не им требало толку вода и на друго место оделе. Како е, гледаме паралелни служење и служењето на Христос почнува да зима замав. Дури можеме да кажеме дека го надминува служењето на Јован Крстител. Но не случајно овдека Јован, евангелистот, и опишува службата на Христос во детали, од што е, во што се состои, дека ја вклучува и крштевање. Со други зборови, се поклопуваат некако тие две служби. Службата на Христос и на Јован. И се случува еден момент, кој станува повод некако за судир. Не меѓу Јован и Христос, меѓу самите ученици, оние кои што ги вршат работите. Имено доаѓаат, тогаш настана расправија меѓу учениците Јованови и јудејците. И кога Јован кажува јудејци, во неговото Евангелие, тој мисли на авторитети. Фарисеи, садукеи, равини и така натаму. Значи, настанува една расправија меѓу Јовановите ученици и јудејците околу очистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа, учениците на Јован сега доаѓаат кај Јован, после тој конфликт со јудејците. И му кажуваат на Јован, рави, оној што беше со тебе, отаде Јордан, и за кого ти сведочеше, ете тој крштева, и сите одат кај него. Значи, се почнува со некој конфликт меѓу фарисеите и Јовановите ученици околу очистувањето. Не ни е кажано во врска со што е, која е темата, меѓутоа кога веќе Јован спомнува за очистување, знаеме дека станува збор за ритуалното очистување кое и самиот Мојсе го дава во законот и кој евреите многу доследно го практикувале. Било пропишено со законот, кога некој ќе се осквернави, онечисти, тој треба ритуално да се измие. И сегаш пред јадење го правеле. Тоа зашто по неколку пати на ден, зашто еден јудеин не знаел дали не се допрел до нешто нечисто. Например, може, одејќи по патот, да седна некој камен на кој што претходно седнал некој паган. А бидејќи паганот е нечист, и каменот станува нечист. И кога ќе седне евреинот на каменот, и тој станува нечист. И треба да се очисти. Или ќе земе некоја пара, оди на пазар, не знае монетата дали претходно не ја држал некој паган. И затоа, они го правеле тоа очистување, ритуално чистење, меѓутоа крштевањето
на Јован, кој е крштеване за покаяние, кој е повторно врзано со вода, очистување, не е пропишено со закон. Тоа е нешто ново, нешто што евреите им е непознато. И станува некој спор се. Какво е тоа очистување? Што правите вие? Го нема во законот. Згоре на тоа сега се појава, се шири тоа. Има еден друг сега што го прави тоа. Неговите ученици крштаваат и сигурно, нели, тука се разбира дека тие се дури и попопуларни сега од Јовановите ученици, од Јовановата служба. И Јовановите ученици после тој суди родат кај Јован и му велат: оној за кого ти говореше, оној што го фалеше, оној што го фаворизираше, гледај се, овој е поуспешен од тебе. Па Андреј, Јован беа тука и ти отидоа кај него. Па сега сите одат веќе кај него. Нашата служба замира, неговата оди нагоре. И што ти прави сега? Има малко фрустрација се гледа овдека кај Јовановите ученици. И таа фрустрација како да сакаат да ја пренесат и кај Јован Крстител. Нели? Ти се доверуваш на овој човек, го величиш, ама тој ти ја зима работата. Тоест, не само што ти е конкуренција, туку и во тој поглед станува нешто повеќе од тебе. Од блиску, нели, паѓа каменот, како велат. Така да одат да му ги отворат очите, да види со кого си има работа. И секако во таа конкуренција да се вразуми и да почне сериозно да гледа на својата служба. Не знам како Јован Крстител, прво што му дошло, Јован Крстител е човек како сите нас. И Јован Крстител имал грешна природа, како што ние имаме, а грешната природа е склона на суета, на гордост, нели? На докажување, но реакцијата на Јован Крстител покажува нешто друго. Како тоа одговара на предизвикот на учениците? И вели, не може човек ништо да прими, ако не му е дадено од небото. И сега, кога тој го кажува тоа, го мисли за себе, го мисли и за Христос. И потоа Јован, евангелистот, во коментар, ќе даде едно подобро објаснување кој е Христос и од каде треба да доаѓа смиреноста. Но конкретно овдека ние гледаме тоа смирение кај Јован Крстител, таа реакција не во гордост или во суета, туку во смиреност, доаѓа од неговото разбирање на Божјата благодат. Се од небото. Ако некој човек има нешто, ако нешто прави, ако се развива во нешто, тоа е резултат на Божјата благодат. Тоа што, с други зборови, им вели Јован Крстител на учениците, тоа што јас сум имал таква служба, голема и луѓе доаѓале, не е бидејќи јас сум нешто, туку бидејќи Бог ми го дал тоа. По благодат, од небото ми е дадено. И тоа што сега Христос се развива во службата, и тоа е по Божјата благодат. Бог решил да биде така. Се е од Него и затоа со понизност, со смиреност, ние ги прифаќаме реалностите. Зашто секоја служба е резултат на Божјата благодат. Божјиот суверенитет решава каде, на кој начин, како да се одвиваат службите. И кога човек има такво разбирање, дека тој не е заслужен за ништо, туку се доаѓа од Бог, тогаш има смирење. И тогаш нема и завист, нема гордост, туку има радост. Радост, бидејќи Божјото дело се извршува. Зошто беа горделиви коринтјаните? Павле им кажува во еден момент многу јасно зошто тие се горделиви. Зошто се завидуваат и зошто се карат. Зошто се надпреваруваат кој е поголем од другиот. Например, во 4 глава, 7 стих на првото послание ги прашува што имаш што не си примил. А штом си примил, зошто се фалиш како да не си примил?
Вие, да, имате много дарби, имате знаења, много работи, ништо не ви недостига и како мудрост, но на крајот на краиштата, од каде е сето тоа? Како го добивте сето тоа? Се ви е дадено. Се е дар. Се е благодат. И ако се ви е дадено, од кај се, и дури продолжа понатаму вели, зошто тогаш се сметаш за поголем од другиот? Како може некој да се смета за поголем од другиот, кога и тој што е поголем го добил сето тоа што е повеќе од другиот? Дадено му е. Како дар му е дадено. И може да му биде земено, како што му е дадено. Се, буквално се, обстојува на Божјата благодат. Се. Ако некој има здравје бидејќи Бог му го дал тоа здравје. Ако има разум бидејќи Бог му го дал тој разум. Ако е убав бидејќи Бог му дал, сите сме убави и разумни, што Бог не го дал тоа. Ако има некаква способност, дури зборот, нели, ние викаме дарба. Зборот дарба, повторно во оригиналниот текст, доаѓа од благодат. И дарбата е благодат. Дар од Бог. Се е дар. Овој свет, созданието почива на Божјата благодат. Само на Божјата благодат. Тоа што сега почнаат дождовите, во време кога треба се орат нивите, да се сеат, е пак благодат. Тоа што летото пече сонцето и ние се жалиме, е благодат. Иако сега не јадат леп, сепак житото е основата на човечката храна. И секоја година слушам апокалиптички прогнози. Дожд, леле, немаше дожд, леле, многу сонце, леле, суша, леле, ова, леле, град удри. И секоја година пак имаме леп, имаме јадење. По благодат. Се по благодат. И тоа познавање, тоа знање треба човек да го држи во смиреност. Без Божјата благодат нема ништо. Дури откритие, дури напредок. Легендите за големите откритија вклучуваат случајност. Архимед, Еурека, најдов, пронедов. Како стигнува, влегува во полната када, излегува водата и тогаш му текнува дека, како беше телото потопено во вода и стиснува од толку колку што неговата маса вика. Така нешто сум заборавил. А како беше ова гравитацијата? Седал Нјутон под дрвото, паднало ја болкото, врз главата ли му паднало, не знам дали врз главата, и го открил законот за гравитација. Нема ништо случајно. Во напредокот на човештвото нема ништо случајно. Кога има напредок, Бог му дал разум, Бог го насочил да има напредок. Тоа сознание го кажува Јован. Ништо, нели, нема да не е дадено од небото. Ништо нема да прими човек. Човештвото нема да прими ако не е дадено од небото. И тоа посебно треба да го разбираат луѓето на кои им е дадено знаењето за Божјата благодат, знаењето за вечниот живот. Знаењето дека вечниот живот е по благодат. И во тој вечен живот, во тоа царство, нели, кое им се дава, има служби. И тие служби се повторно благодат. И тие служби се според дарби, способности кои се по благодат. Некој има поголема служба, на некого се развива, на некого помалку се развива. Не знам како да кажем. Меѓутоа, пак ние ги правиме тие подолби. Што не знам за безкрајниот Бог, неограничениот, може ли да има количинска разлика во меѓу една или друга служба? Да, ние можеме да ги правиме тие нешта. Меѓутоа, Бог гледа од една поинаква перспектива. Има само служба која се врши со смирение, со разбирање на Божјата благодат, како што Јован Крстител нели го прави тоа, и се радува на службата. Зошто Бог се прославува, се извршува за Божјото царство. И има служба која служи за задоволување на суетата, гордоста, или за надпреварување и конкуренција. Знаете, учениците
паѓаат во таа стапица, учениците на Јован Крстител. Се почувствувале во моментот така некако мизерно. Сега, ние бевме популарни, ама паѓа нашата популарно. Сега овие, нели, трансфер направија. Јован и Андреј беа тука, ама сега се таму во тој тим што победува. Предавници, треба да се вратат, па тука да помогнат, кај нас. Не. Кај Јован Крстител нема фрустрација. Ние ќе видиме понатаму, полна ми е, вели, радоста од ова што се случува. И не го вели тоа зашто знае дека веќе нема јас да треба да работам, туку зашто се остварува целта. И ќе видим, нели, кои цели се остваруваат. Сите имаме служби по благодат и секој треба верно да се извршува службата. Со радост. И во тоа прво, нели, смирението го гледаме кај Јован Крстител како резултат на таа благодат која што осознава. Се ми е дадено од небото. Се е дадено од небото, се е по благодат. Потоа гледаме еден реален поглед на себе. Вели, вие сте ми сведоци. Сега вие доаѓате овдека и ми велите, еве тој за кого ти сведочеше, сега гледаш што ти ја зима работата. И Јован Крстител вели, па јас уште тогаш реков. Уште тогаш јас сум ви кажал, јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Јас сум глас во пустинјата, уште пред да се појави Христос, јас сум само глас во пустината. Оној кој што вели прави, направете ги патеките за Господа. Оној што доаѓа да му го изглади патот на Христос, да му постави црвен килим, да оди полесно, да оди службата на Христос. Тоа е мојата служба. Јас немам претенции да се наспреварувам со Христос. Тоа е реалното знаење за себе. Кој сум јас? Јас не сум Христос, јас сум само еден служител на Христос. И за да биде појасно она што го говори, користи древна илустрација за младоженецот и пријателот на младоженецот. Во древноста, пријателот на младоженецот имал важна задача, да. Тој ги организира деталите на свадбата и тој оној кој што ја зима невестата од дома и ја носи кај младоженец и му ја предава на младоженецот. И потоа веќе почнува свадбата, веселбата, стапува на сцена младоженецот и тоа е во древноста младоженецот е главната фигура на свадбата, не невестата, и луѓето одат да го видат младоженецот како изгледа, не невестата. А кај е пријателот на младоженецот? Тој се завршил работата и се радува. Го гледа младоженецот со невестата, сите се вртат околу младоженецот, а на пријателот му е срцето полно. Тој се завршил работата и сега се радува на она, нели, што следи. И затоа, нели, вели, оној што има невестата е младоженец, да не ги прочитавме стиховите. Оној што има невестата е младоженец, а пријателот на младоженецот кој стои и го слуша, многу се радува на гласот од младоженецот. Оваа моја радост се исполни. Јас го видов Христос, ја гледам неговата служба, се гради, и тоа е мојата радост. Тој треба да расте, и тука зборчето е мора да расте, неопходно е, задолжително, тој треба да расте. А јас да се смалувам. И тоа мора или треба, Јован постојано го користи во оваа негова книга како за една божествена неопходност, кога сака да каже. Например, ќе видим во 3 глава, кога ќе реши да ја напушти Јудеја, ќе додаде Јован и мораше да помине, или требаше да помине низ Самарија. Мораше, не можеше никако да ја заобиколи Самарија. Ќе видиме таму зошто. И тоа е реалната представа за себе. Кој сум јас? Се знае кој е тој. Се познава себе си. За човек има смиреност, треба да се познава кој е. Уште древните филозофи како основно прашање, дури таму Делфи, кај што биле
на елините светите места на храмот напол пишува човеку, познай кој си. За да имаш реална представа за себе. Тоест, пред да влезе на това место тамо, тој треба да разбира дека е само обичен човек. Земен човек. Кој нема над себе никаква власт. Боговите решаваат за него. Сега тоа, секој не веруваме во тоа, но тоа е вистината. Кога знае човек кој е на вистина, тогаш има реална представа. Јован многу добро знаеше која е неговата служба, која тоа е во споредба со Исус. И ова се последните зборови што Јован евангелистот ги запишува за Јован Крстител. И веќе нема да видиме искази од Јован Крстител, веќе ќе го снема од сцената. И мислам дека Јован, како ученик на Јован Крстител, решил со овие зборови да го испрати Јован Крстител, со овие големи зборови, епохални. Тој треба да расте и јас да се смирувам. Тоа да биде епитаф, така да кажеме, пред неговото фаќање и убиство, негов епитаф. Едно мото кој треба ние сите да го живееме. Како верни луѓе. Верниот човек живее со тоа мото. Бог треба постојано да расте, а ние да се смалуваме. Тој е постојано да биде издиган, а ние постојано да се смируваме пред него. Став на несебичност, понизност и задоволство, да огледаме успехот во Божјото дело. Независно од кој служител доаѓа тој успех. Важно е Божјото дело да се гради. И тоа не се постига туку така. Не е природно тоа. Не. Природата во нас, природата, како човечката природа, природно за нея е да сака да се издигне, да се воздигне, да биде истакната. И природната реакција на човекот на успехот, кога не доаѓа од нас, е да погледнеме со завист, да не погледнеме така со добро око на сето тоа. Но е природна реакција пак на новиот човек, на духот. Тоа е плод кој го раѓа духот. Георг Милер го знаете, сте слушнали за него како еден од големите служители со сираци во Англија, човек кој многу сиропиталишта отворил, згрижил многу деца и е наречен човек на верата, бидејќи за неговата служба не барал никогаш пари од луѓето. Тој само се молел, да, Бог користел луѓе кои донирале за него, но тој никогаш лично не барал пари од луѓе. Но има еден друг момент од неговата служба, еден негов близок, може не близкиот пријател, Крейг, Хенри Крейг, и тој започнал служба. И знаете што, во еден момент неговата служба станала многу поуспешна од службата на Милер. И многу подржувачи на Милер и пријатели отишле да му помагаат на Крейг. Го напуштиле. Службата на Крейг не се развила, бидејќи до таа мера починал човекот. Меѓутоа, по смртта, Милер има напишено во тој повод, вели, решив единствено во силата Божја и самиот да ја поддржувам службата на мојот драг пријател и да се радувам на човекот кој имаше такво огнено срце за Господ. И додава, но не јас, но само благодатта. Зашто мојата природа не може да не се јави завист и горчина. Но јас решив да го барам Господ, неговата сила, плодот да се јави на духот во мене. И јас да се вклучам и да помагам во таа служба. Тоа е смирението, како украс на човечкото срце, бидејќи на крајот на краиштата гледаме дека целта во сето тоа е Божјото царство и Божјата слава. И ако тоа е, ако знаеме дека се доаѓа по благодат, кои сме ние всушност и
кој треба да се издига, тогаш доаѓа смирението и радоста од успехот во Божјото дело, независно од тоа каде е тој успех. Зашто каде и да е по Божјата сувереност, Божјата благодат и за слава на Бог. И на крајот, еден долг текст ќе го прочитаме и ќе преминеме на него, и сега ова веќе коментар на Јован. Рековме дека Јован, како автор на ова Евангелие, има навика, кога ќе се случи нешто, тој самиот да даде теолошки коментар. После разговорот со Никодим имаше еден теолошки коментар. И овдека сега има еден теолошки коментар кој треба да го заокружи и разговорот со Никодим, и разговорот со Јован Крстител. И тука има контрасти. Например, ќе видим Јован ќе цитира некои зборови на Христос кои се кажани кон Никодим, како например за авторитетот од кој доаѓа словото, за земното говорење, земните говорат земни работи, но оној кој што доаѓа од горе, од небото, тој говори, нели, за небото. Кој со каков авторитет говори? Ајде да ги прочитаме прво тие. Тоа е контекстот, нели, тоа треба да го имаме во предвид. И како коментар, или теолошки коментар Јован вели: кој доаѓа од озгора, тој е над сите, а кој е од земјата, земен е и како земен зборува. Кој доаѓа од небото, тој е над сите. Затоа тој треба да се издига, а ние да расте, а ние да се смалуваме. Тој е од озгора, тој доаѓа од небото, а ние сме земни. Тој е над сите. И за она што виде, и сега, што тој говори, тоа му го каже и Христос на Никодим. Нашето сведоштво е за она што сме виделе, што сме чуле. За она што види и чу, за тоа сведочи, и сведоштвата негови никој не ги прима. Не дека никој не ги прима, тој пак го има контекстот. Противниците во тоа време, секако и денес, поради истата причина не го примаат. Не затоа што неговото сведоштво нема авторитет, не затоа што неговото сведоштво не се гледа дека е вистина, вистинито, но поради гордоста. Отсуството на смирение. А тој што го примил неговото сведоштво, потврдил дека Бог е вистинит. Ке видиме, не? Тој што е испратен од Бога, кажува Божи зборови. И се това е за Христос. Зашто Бог го дава духот неизмерно. Зашто Отецот го люби својот син и се му даде во раката негова. А што му даде во раката негова? Спасението. Зашто кој верува во синот има вечен живот, а кој не верува нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Или ако сакаме да го сумираме сето тоа за смирението на Јован. Јован осознава дека во прашање е една служба. Многу важна служба. Служба во која, на крајот на краиштата, треба да води до вечен живот. Или до Божјото царство. И тоа е темата на 3 глава. Уж така почнува. Што да направам за да имам вечен живот или да го видам Божјото царство? Кој нема да се роди од озгора, тој нема да го види Божјото царство. Како до вечен живот? Во Христос. Со други зборови, Јован осознава. Не е во прашање мојата служба. Не е во прашање колку јас успевам. Во прашање е Божјиот план за спасение на човечки души. Зато нема суети. Зато нема конкуренција. Христовата служба успева повеќе од мојата. Слава на Бог, зашто таа служба е служба која спасува. Тоа е службата која дава вечен живот. Во прашање нешто многу повеќе од обични човечки служења. Во прашање многу повеќе од човечки суети. Во прашање е спасението на човекот. Вечниот живот на луѓето. Божиот план за спасение. Јован гледа дека Јован знаеше дека тоа е Божиото јагне кој ги носи гревовите на светот. И кога гледа дека Христос успева, тој се радува. Божиот план за спасение се устварува. А тој со ништо, ама со ништо, не смее да попречи на таа Божја служба. Зашто
Пречењето на таа служба значи попречување на Божиот план за спасение. Значи попречување на спасение на човечките души. И тоа е таа голема идеја. Јован разбра до каде е неговото и тој се повлече. Се повлече за не биде пречка. Знаете, кога ние растеме во нашата служба, а не Христос, кога ние растеме, а не се смалуваме, ние стануваме повеќе пречка, отколку полза за Божјото дело. Зошто? Зашто ние се обидуваме некој да го замагли. Христос да го направиме мал, а ние да бидеме големи во Божјото дело. Ние да бидеме способните, нам да ни ракоплескаат, нас да не фалат, да ни се восхитуваат. И тоа е големо искушение за секого. Независно дали е посебно, нели, кога се застанува напред. Но во секоја друга служба, големо искушението на суетата, на гордоста, некој да чуе браво. Алал да ти е. Зашто ја храни нашата суета. Зошто денеска луѓето не сакаат да го проповедат Словото на Бог? Многу во црквите се проповедаат човечки учења, ама не се проповеда Словото. Зошто? И станува, и јас вака сега, да имат, например, собиралиште, не знам дали црква да го наречеме, кај што има 100 души, 200 души. Да почне тој вака да проповеда тој човек таму, стих по стих, и да ги кажува истините од Словото, утре веќе ќе одат, можеби, само 5-6 души. Зошто се кажуваат тие убави приказни на луѓето и се говори како се од магија да те ослободам, како сега, не знам, ќе ти пророкувам, како ќе ти давам сила тебе, зашто јас имам власт од Бог, тебе сега да ти дадам сила, па ти да правиш големи работи. Зашто тоа го привлекува човечкото его, човечката суета. Зашто тие сакат да бидат големи, а Христос да биде мал. Јован знаеше која е неговата служба и дека не смее да попречува на таа голема цел. Зашто на крајот на криштата големата служба може да го уништи големиот живот. Има една таква изрека, велат, многу луѓе имале неуспешен живот поради успешна служба. И не мора да е служба за Бог. Нешто големо оствариле, бидејќи голема кариера направиле, успешна, имаат неуспешни, мизерни животи. Па, тоа е ситуацијата на учениците на Јован Крстител. Голема служба, која го заплашува нивниот живот. Зошто? Зашто почнуваат да завидуваат на Христос. Има уште поуспешна служба од нив. И тоа нешто, нели, како еден коментар го дава апостолот Јован. Тоа е од небото. Неговиот авторитетот на Христос се покажува во неговото говорење. И тука тој прави контраст меѓу учителите на земјата како говорат и неговото говорење. Вели, тие се земни и говорат како земни. Меѓутоа Христос не говори како фарисеите. Христос не велеше, ама Шамај кажува ова, а не Ахилел па вика, а Гамалил па друго. И сега сите сме во конфузија што се говори. Не, Христос знаеш да каже, овие кажува така, ама јас ви кажувам како е работата. И луѓето кога го слушаа велеа, овој не говори како фарисеите, овој говори со авторитет. Зошто? Зашто тој од небото и говореше за небото и не говореше како земните кои говорат земно. Знаете, ние сме земни луѓе. И ние говориме како земни. И тоа е вистината. Христос е оној кој што открива и тој дојде како светлина во овој свет, светлината на светот, да открие што е на земјата. И на земјата да го даде решението за земните. Како да стигнат до Божјото царство. Ја осветли корупцијата, тоест пропаднатоста, гревот, темнината, судот, безнадежноста, за да го понуди решението за вечен живот. Човекот се обидува да говори за небесното.
И тоа го правеле фарисеите со нивните учења, тоа го правеле и во историјата на црквата. Има Менкен е еден познат сатиричар и новинар од 30-40 години во Америка, минатиот век. Тој вели вака: кои се филозофите? Може сте чуле. Вика, тие се како слеп човек, кој во темна просторија бараат црна мачка, која ја нема во просторијата, и на крајот, после многу размислување, трагање, заклучуваат дека не можат да ја најдат црната мачка. Ама вика, теолозите се исти како нив, слепи во темна просторија, ја бараат црната мачка која ја нема, но на крајот ја наоѓаат. Да. И навистина многу теолози, па земете раната црква, такви филозофски расправи поттикнувале филозофите. За црни мачки кои ги нема воопшто. И ги нашле. Не. И тоа продолжи схоластиката. Колку ангели можат да застанат на една игла. Нели, околу тоа се спорело, зашто ние знаеме на небото како и како ангелите таму прават. Јован, евангелистот вели, само тој кој дојде од небото говори она што го види, што го чу. Дори и оне пророштва што ние ги гледаме, не. И тие луѓе не биле на небото така, дури и да имало видение за небото, тие се преку човечка перспектива, преку човечки очи погледната. Христос е Бог. И тоа цело време овде како истакнува и он. Тоа е самиот Бог. Самиот Бог дојде да говори, да ни открива. И кога дојде Христос, тој не дојде да најде црната мачка во темната просторија. Не, тој дојде да осветли овдека на земјата, да видиме сите што има. Да видиме во каква состојба сме. Да видиме каква безнадежност со која сме обкружени. И тоа да донесе смирение. И во смирение да се побара таа благодат, таа помош од Бог. Но Јован вели, и видоа се, нели? За она што виде, што чу, говори како Бог за, нели, за спасението, ама не го приме никој, не го прими неговото сведоштво. Сега, кога кажува за никој не го прими, говори за фарисеите. Па може да кажеме, мисли на Никодим, иако не знаеме како завршува разговорот со Никодим. Јован интересно не ни кажува како завршува тој разговор меѓу Христос и Никодим. А пак во 4 глава, каде што има пак еден личен разговор, многу јасно ни кажува како завршува разговорот меѓу Христос и Самарјанката. Сега ние понатаму преку тоа за Никодим во книгата Јован Евангелието правиме некои, нели, предпоставки за него и некој оптимизам дека поверувал. Меѓутоа во 3 глава немаме никакви сигнали, освен сомнежи кои изразува Никодим во тој разговор. И тоа веројатно го има во предбит Јован Евангелистот кога кажува, не го примат. Зошто? Кој е пак овдека во основата? Овој коментар на Јован се надоврзува на последните зборови на Јован Крстител. Тој треба да расте, јас да се смалувам. За разлика од фарисеите, кои не дозволуваат тој да расте. Зашто сакат они да бидат таму, високо. И тука е проблемот, нели? Проблемот на човечката гордост. И денес. Човечката гордост е проблемот за отврлањето или неприфаќањето, непримањето на Христовото сведоштво. Но оној што ќе го прими тоа сведоштво. Или тука во зборот кој има е вклучен она печат, потврда како или царските печати, секој цар си имал печат кој го става на документот на восоки и потврдува вистинитоста. Оној што ќе поверува, потврдува дека Бог е вистинит. Потврдува дека Христос е Бог кој што ги говори работите во вистина. Тоа е светлината кој го осветлува светот. И не само тоа, туку продолжува, испратен е со таа намера да ги каже Божите збор, да ги кажува
Божите зборови. Зашто дури во таа човечка природа, Божиот дух неизмерно присуствуваше. Во целосна мера, Логосот кој е дух, кој има духовна природа, со својата духовна природа, целосно присуствуваше во служењето на Христос. Во таа човечка природа на Христос. Во секој поглед тој го има, тој божествен авторитет и целосното знаење или сознаење. Неизмерна божествена и се му е дадено во раката негова. И потоа Христос ќе дообјасни во 5 глава на Евангелието, како што Отецот воскреснува мртви ги оживува, така и Синот ги оживува оние кои сака. Отецот не суди никого, туку целиот свет му го предаде на Синот. Што сака да каже? Во крајна мера, смиреноста на човекот е неопходна, е неминовност, бидејќи Христос е тој, Христос кој решава што ќе биде и прави да биде. И тука веќе човек нема апсолутно никаква власт, освен смирено да дојде пред оној во чишто раце целата власт и да каже: немоќе сум, помогни ми. Нема место воопшто за никаков простор за гордост. Затоа кој верува има вечен живот, а кој не верува, над него не ќе биде, туку времето е постојано, глаголското време. Над него е гневот Божи. Од една страна благодат за вечен живот, од друга страна осуда за еден мизерен живот. Знаете, животот на горделивиот човек, од тука, нели, она изрека на пуританите, горделивиот или гордоста на безбожникот е неговиот терор или ужас, зашто тој живее и на живот над кого постојано виси како Дамоклов меч Божиот гнев. Знаете за Дамокловиот меч, од каде доаѓа? Не? Имал еден човек, Дамокле, кој бил висок дворјанин во дворецот на царот на Сиракуза. Ама многу сакал да биде цар на место царот и да седи на царскиот престол. И царот го знаел тоа. И еднаш решил да организира вечера и му рекол на Дамокле: знам колку желба имаш голема да седнеш на овој престол, седни. Ова вечер ти ќе седиш на царскиот престол и ќе вечераме како и ти во својство на цар. И многу се израдувал Дамокле, седнал, ама во еден момент погледнал нагоре, како над неговата глава виси еден тежок, остар меч, врзан на конец, кој може секој момент да се скине и да падне врз неговата глава. И царот му рекол: Дамокле, сакаш да бидеш цар? Меѓутоа, ова е она што значи да бидеш цар. Да бидеш цар значи постојано да живееш со меч над главата и не знаеш кога ќе ти летне, зашто сите гледат на престолот и сакат да ти го земат. Тоа е животот во гордост, во кој се отфрла Бог. Божиот гнев како меч виси над главата и секој момент може да падне. Гневот Божи, Божиот суд. И тој ќе падне еден момент, со сигурност. И затоа и Евангелието според Јован е полно со тие предупредувања, целата Библија: избавете се од тој гнев што доаѓа. Барајте е Божјата благодат за смирение и ослободување од гордоста. Постојано Бог предупредува. Постојано повикува, протега раце. Во Исаја 6:5, вториот стих вели: секогаш самиот Бог вели, секогаш ги протега в раците своји кон непокорниот народ кој одеше по лош пат. Секогаш протега в раката. Сте чули за Ели Визал, Нобеловец, кој има добиено награда, евреинот за книгата Ноки. 80-тите години беше многу познат, постојано се има интервју од него. Тој како дете имал таа судбина да помине низ логорите на смрт, ужасните логори во Полска. Самиот тој од Карпатите и во книгата раскажува за ужасите, за високите очици од кои денонокно излевало чад, искри, мирис по човечки тела и така натаму. Но тој во таа книга
еден момент опишува. Некој стар човек дошол во нивниот крај, евреи. Човек кој бил во Полска, во логорите на смртта, му успел некако да побегне. И се вратил таму во тие села. И од врата на врата чукал, од село на село одел и предупредил им, кажал, знаете ли што се случува? Во печки не горат, бебиња, жени, старци. Луѓето го слушали, веле, ова е лут некој. Од кај дојде сега? Полудел човекот. Никој не му верувал. Имале оптимистичка прогноза за иднината. И не поминеле неколку месеци, дошле камионите, ги натовариле во вагони, сите до еден ги однеле во Аушвиц. Ретко кој како Ели Визал преживел. И како заклучок вели, ако ние послушавме и на неколку километри на исток побегнавме, сите ги бевме спасени. Меѓутоа не му верувавме. Ни изгледаше премногу фантастично сето она, невозможно сето она што го говори. Секојаш ги протега в раците, вели, кон непокорниот народ. И тоа Бог праќа, го прати Синот, да ги открие Божите зборови. Бог праќа сведоштва. Нашата задача е да предупредуваме во овој свет. Да предупредуваме за гневот кој доаѓа. Зошто, што вели Словото, се бара вера. Поверувај во Христос. За тоа е потребно понизност, да бараме понизност од Бог. Да признаеме дека сме немокни, грешни, морално урнати. И да побараме благодат и милост за спасение. За да бидеме избавени од гневот. А они што се избавени по благодат имаат служба. Служба која треба во смиреност и благодарност за Божјата слава да се извршува. И тоа носи радост. За да нашата радост на крајот биде полна. Како што вели Христос. И тогаш ќе се радуваме. Ние да се смалуваме, а Христос да расте. И да се прославува Неговото име. Амин. Ајде да се помолиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за овие поуки, што ти овдека ни ги откриваш, кои се поуки за живот, поуки кои одредуваат и нашата судбина, нашата вечност. Твоето слово ни открива дека од односот со што секој го има кон тебе, тоа дали ќе ја потврди со вера твојата вистинитост како Бог, или ќе ја отврли во гордоста, зависи нашата судбина, значи нашиот живот во вечноста. Затоа, Господи, ние се молиме, јас се молам, Господи, секој кој има несигурноста, кој се ошто, Господи, не потврдил, не го запечатил тоа сведоштво со вера. Ти да ја дадеш таа увереност, таа светлина со која ти го огреваш човечкиот ум, срце и правиш чекори, Господи, за вера, за покаяние. Се молам, Господи, и нас да не правиш чувствителни за спасението, зашто на луѓето, на изгубените, зашто се работи за тоа спасение и прославување на Твоето име од устата на спасените. Се молиме, Господи, дај ни сознание за тоа колку сме одговорни пред Тебе во службите што ни ги даваш, за да се гради Твоето царство, за да се прославува Твоето име и Ти, Господи, да растеш, да се воздига Твоето име во нашата служба. Не дозволувај суетата или гордоста, не дозволувај желбата за кариера, амбицијата да пречи на тој пат. Туку Твојот дух кој работи во нас да не смирува, да се раѓа плод во кој што има радост, љубов, во кој што има копнеш, во трпение, да градиме, Господи, единствено слава на Твоето име. Се молиме, Господи, смируване, за да имаме вистинска радост, зашто без смирение гордоста ќе носи единствено мизерија и ќе биде ужас, терор во нашиот живот. Се предаваме во Твоите раце и се молиме, Татко Небесен,
Нека Твоят дух навистина действа во нас, да Христос биде прославен во нашите животи и нашата радост да биде полна. Да го слушаме гласот на младоженецот и да се радуваме, живеейки го Неговото Слово. Во Христовото име се молиме, кој спасува, и во името на нашиот Господар, кој Господари со нас, се молиме. Амин. Амин. Добро, ќе го славиме Господ.